реално гледано, дали може меч да се изгуби заради лоша организација, пример, заради тоа што не си испланирал добро, па си стигнал касно, знаеш, заради некакви организационо-логистички причини, се губи за тоа меч? Да. Ако си уморен, ние гледаме 2 дена макар пред турнирот, пред почеток да бидеме таму. Друга леташ, нели, па утрената треба да играш. А ви се случило да, не знам, се одложи лет или од кај да нешто, па да стигнеш, што се вика, пред турнир директно? Се случувале многу пати. Пример некој? Се случувало, да. Меѓутоа... Па сега дали од одложен лет или од други причини, мене прв пат кога отидов на Вимблдон, нема виза, не можев да добијам. Добро. Никако не ми ја даваа визата. И буквално отидов ден пред почеток на Вимблдон. Ден пред почеток ти ја одобрија? 2 дена пред почеток, татко ми не знам како, со некој, не знам кој точно новинар, случајно, као кога одите. Така. И татко ми вика, немаме виза. И на вести, прва вест, Ѓошевска нема виза. Така. И магично после сат време ми се јавија, готова е визата. И така, ден пред, буквално, на треба, прв пат, скроз различни услови. И ете така, малце... И падна првиот носител. И падна првиот носител. Супер, све поклопено е идеално. Идеално све како што треба. Кога играш стварно со така, знаеш, тежи тоа, кога играш со носител, знаеш, кога играш со некој, прави некој додатен стрес, или па е за тебе лично мотивација додатна? Кај мене обратно. Обратно? Да. Значи те мотивира такво нешто? Па поише од што те плаши? Да, не дека мотивира, него скроз сум опуштена, како, нели, ако е некој многу подобро рангиран од мене, сега, нели, нема што да изгубиш. И сум скроз опуштена и тогаш играм најдобро него или да играм со некој што е многу полошо рангиран од мене. А ти како тренер си понервозен во таква ситуација од вообичаено? Знаеш, баш поради тоа што кога игра со таков, нели, со носител што викаме, тогаш е па и сериозна можност да се покаже. Знаеш, тука се очите се вперени, рефлекторите. Не е понервозен јас, бидејќи знам каков ментален склоп има она, дека она ќе биде поопуштена кога ќе дојде меч со некој што е подобар. Мислам, еве го примерот сега во Австралија. Добро. Стига нотификација ми стига дека жребот е готов. Ја отварам, она уште беше кај физиотерапевт на масажа, ја отварам, 4ти носител 107 на свет. Че таа не влегла за 3 места на главен турнир во Австралија Open на Grand Slam. И кажувам, не, вика, добро. И сега, мене ми е јасно дека кога год да дојде мечот, она ќе биде по-релекс. Као, знаеш, као играш против условно фаворит. Така, можам само да добијам. Да, јас немам што да изгубам овој што. И да изгубам од 105-та, да, не е греф. Апсолутно. Не е срамота. Мислам, и влезе и одигра како прв меч во сезона, бидејќи не отидовме една недела предходно, не влезе на еден ВТА турнир на кој што ни беше план да одиме, како прв меч за годината, паѓа 105 и игра предобар меч. Одигрува стварно супер меч, победила 7-5-6-0, буквално... Јако ја знаеш во момент кога ќе осетиш дека ја контролираш ситуацијата, знаеш, пример, ајде, не знам, завршува прв сет 7-5 и сега почиња вториот 1-0, 2-0, 3-0, значи добиваш брейк, уште еден брейк. Знаеш, се осеќаш тогаш онака суперхуман или се контролираш онака? Да, ама тенисот е таков спорт да еден поен може скроз да го смени мечот. Психички може да те зезне? Тој еден поен, пример, што кај е тука преокретот што го прави тој еден поен? Да го знаевме. Магијава. Лекот. Да, не, па може, не знам, може да се случи еден поен нец, другиот поен линија и да те, мислам, људски да се изнервираш, нели, малце и после тоа ќе почне да ќе се опушти, ќе почне да погаѓате, ќе почне да грешиш. Сето тоа не играме на време, па ќе го држам резултатот, него мора до крај да завршиш.